сочувство до семејството на загинатите. Понатаму огромна благодарност за локалното население кое што излезе и во пресред први пристапија кон укажување на помош на преживеаните. Понатаму морам да истакнам дека исклучително брзо и промптно реагираше службата за итна помош на ефикасен професионален начин, беа на лице место, дадоа прва помош. Мора да изразам благодарност и до приватните институции, Систина и Невромедика, кои што излегува пресред со нивните амбулантски возила и ги транспортира пациентите, најмногу овде во болницата 8 септември. 80% од персоналот беше на работа за многу краток временски интервал од 15 минути и се организираше системот на работа. Се прими огромен број на пациенти за многу кратко време, се направи триажа и се сместија во соодветните одели за лекување, како тука, така и во клиничкиот центар во Скопје. Во овој момент во болницата 8 септември има 4 пациенти кои што се во оделот за интензивна нега и се во критична состојба и уште дополнителни тројца пациенти во клиничкиот центар кои што се во оделот за интензивна нега, во кој што у текот на ноќта се изврши хируршка интервенција и тие се утрово во критична состојба. Искрено се надевам дека овие 7 пациенти ќе надминат оваа криза и дека понатаму ќе го продолжи лекувањето надвор од интензивната нега на соодветните одели. Благодарам. Имаме до овој момент, помедиумите дека има уште до 15 стигна до... Има вкупно 14 жртви. Колку вкупно повредени се примени на болничко лекување, односно колку повредени има во вчерашната несреќа? Тука се примени во болницата 8 септември 37 лица, понатаму 8 на скопските клиники, 2 во Тетовската болница и една пациентка која што овој помошта за жал реанимацијата не успеала во Старата градска болница. Дали ноќеска оперирани се некои од пациентите? Имате ли така? Ноќеска се оперирани 3 пациенти на скопските клиники и една пациентка тука во 8 септември. Сакам да изразам еден апел кон фамилиите на повредените да бидат безгрижни и да се сигурни дека во установата 8 септември ќе им бидат пружени максимално сите потребни интервенции и процедури што е во врска со здравствената состојба, за подобрување на здравствената состојба на повредените. Значи, ќе ги добијат правовремено сите информации на сите повредени, значи ќе има организирано точно искази, лица на контакт кои што ќе ги дават информациите во секој момент за сите повредени. Што се однесува до возачот, тој има телесни повреди и е пуштен на домашно лекување од вчерашниот момент, кога беше направено потребните инвестигации во стабилна состојба и е пуштен на домашно лекување.